Стартува уште едно отворено студио 1. Добар ден и добре дојдовте. Секако како и секоја среда, така и ова се дружите во овој прв дел на нашето отворено студио со мене и со мојот колега Владко Чаловски, кој што во продолжение ќе ве информира за сите оние богати содржини кои што ги нудиме денес. Така, ајде да видиме што е она што со Јана денеска сме ставиле во сценарио, односно како ќе се одвива денешното отворено студио, кое што знаете стартува во 14 часот, завршува во 23 часот. После оваа најава која што ќе ја проследите, наш гостин овде во студиото ќе биде Симеон Дамевски Мони, актер по повод Светскиот ден на театарот. Веднаш по нашиот разговор со Јана, иако за волја на вистината денеска избегнуваме она што стана една практика во студиото, кратки извадоци од гостувањата во студиото. Откако јас и Јана ќе го завршиме овој прв блок во 14:30 веќе ќе го проследите првото информативно издание во рамките на студиото со колегата Александар Петрески, а потоа секако детално ќе се запознаете со какви временски услови не очекуваат денеска и во наредните денови со колегата Славчо Поповски. Со Јана се враќаме некаде околу 15:20 часот, а темата која што ја работиме е заедно со Игор Јовановски, кој што е атлетичар. Зборуваме за 400 маратонци и полумаратонци кои што овој викенд ќе трчаат од Водно до Матка, а како што знаете, стандардно 15:40 некаде овде во студиото со нас ќе биде колегата Дејан Андоновиќ, со кого ќе разговараме за темите од светот и што е она што е во фокусот. Повторно, како што знаете, ќе ги проследите вестите, а јас и Јана се враќаме некаде околу 17 часот и ќе разговараме со Лидија Трипуновска, генерален менаџер на агенцијата Марили. Секако ќе ги отвориме и телефонските линии, а темата за која што ќе зборуваме е успешната жена во Македонија, најуспешните жени во Македонија, меѓутоа и колку жената е инволвирана во политиките, колку е инволвирана во бизнисите, се она што се однесува на нивен успех во Македонија, за потоа да стартува забавниот дел со Драган Вучиќ, со ексклузив и на крај со Сергеј Варошлија, за во студиото, потоа да го овде во студиото да седнат колегите Борјан Јовановски и Ацо Кабранов. Првата тема која што ќе анализираат, ќе ја работат е анализата на вчерашниот дуел помеѓу премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев и лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Сите оние поенти од вчерашниот дуел кој што беше именуван како дуел на деценијата, па имаше од таму и многу реакции. Гости на Кабранов и Јовановски се Александра Митевска и Горан Михајловски, двајца новинари. Во дневникот гостин Горан Трпеновски од Државната комисија за спречување корупција, а во авторската емисија Печат на неделата тема на Сашо Ордановски има ли заевизам во Македонија. Гости на Ордановски се Петар Богоевски и Никола Галевски. За студиото во 22 часот повторно да го преземат Јовановски и Кабранов. Тие ќе разговарат за што е она што се случува во ИВЗ и како ИВЗ всушност ги влоши своите односи со владата. Нивен гостин е Африм Тахири, поранешен генерален секретар на ИВЗ, и секако студиото ќе го затвориме со последното информативно издание за денеска со Елена Джугуманова. Така е, детално Чаловски не информираше за ова маратонско отворено студио 1, а ние тука ќе направиме на кратка пауза, секако за да се смести нашиот гостин. Како што најавивме Светски ден на театарот, ќе поразговараме со актерот Симеон Дамевски околу нашата култура општествена за одењето од театар, меѓутоа секако и оние споредби дали воопшто е можно да се направи паралела со како се прославува Светскиот ден на театарот во другите европски земји, па и во Соединетите Американски држави, со оглед на тоа што Дамевски долги години се школуваше и престојуваше таму. Среќен роден ден, 1 ТВ. Ветивме телевизија по ваш вкус.
Реакциите од вас ме уверуваат дека успеавме. Една година со еден ТВ. Продолжуваме. Среќен роден ден, еден ТВ. Оваа сабота, во 21 часот, не пропуштете репризно да го погледнете свеченото доделување на Story Awards наградите. Најинтересните моменти од црвениот тепих, добитниците на наградите, феноменалните настапи и звездите на вечерта. Сабота, 21 часот. Story Awards. Во ексклузив ќе гледате Боли колку е секси. Нашата позната водителка Лила Филиповска ги занеми присутните на Story наградите со својот атрактивен изглед. IQ на турнеја низ светот. Ние ги начекавме во Лондон, а ни ја кажа и нивната следна дестинација. Тие се моментално најомилениот градски бенд Фанк Шуи, наши денешни гости. Гледајте ексклузив денеска во 18:15 часот на Еден ТВ. Вечерва во 21 часот. Ново издание од Печат на неделата. Разговараме со Петар Богоевски и Никола Гелевски. Има ли заевизам во Македонија? Гледајте вечерва Печат на неделата со Саша Ордановски. Да, еве на назад во студиото. Како што најавивме, 27 март, светски ден на театарот. По тој повод, на наше задоволство, гостин ни е актерот секако Мони. Може така да ви се обраќам. Не случајно сте тука, бидејќи имате многу богата биографија. Вие сте и театарско дете, така може да се каже слободно. Долги години се школувавте, се образувавте, функциониравте во Соединетите Американски држави и сега веќе сте во Македонија. Но малку подоцна за паралелата што сакам да ја направите. Како го одбележуваме, еве ние, светскиот ден на театарот? Она што е нели стандардно веќе дека со читање на националните и светската порака во театрите ширум светот се читаат, но интересно е како вовед во разговоров дека годинава македонската порака ја испраќа драмскиот автор Југослав Петровски и би сакала да го протолкувате ова. Оценува дека театарот се уште не е мртов, но од ден на ден полека умира бидејќи не достига катарзата. Прилично песимистички звучи, јас не мислам дека театарот умира лично, јас мислам дека кај нас напротив почнува да заживува повторно, барем во она што имав можност да го видам во последниве, да речеме, еден период престанав да одам сериозно, затоа што и јас мислев дека умира и престанав да одам во театар. Меѓутоа во последниве година и половина, две, почнав од професионални причини работев кастинг за еден филм и бев многу пријатно изненаден од представите што ги гледав. Во обата театри, едно време во драмскиот театар, речиси потполно престанав да одам, татко ми таму беше актер и бев малку разочаран од репертоарот кој што го носеше. Повремено оде во Македонскиот народен театар, ме интересираше да видам новата зграда, што се случува, какви се продукциите, зашто тоа нуди технологијата што ја имаат, нуди можност за многу посериозни проекти, нели, и визуелно поатрактивни. Повеќе оде во МНТ, меѓутоа сега се навратив, гледав една представа во драмскиот театар Странци која многу ми се допадна. И јас имам многу повеќе верба од Југослав и јас мислам дека театарот напротив заживува. Мислам дека излеговме од еден период во кој што да, но де факто сме де факто постоеше таков период и веројатно се уште ги држи вас и професионалните актери, сите оние кои што се бавите на било каков начин со театарот, дека веројатно се уште треба време. Јас имам своја теорија зашто е така и се мислев дали тоа да го спомнам, затоа што не е секогаш многу популарно, меѓутоа
во нашево општество последните 20 години театар, главен театар стана политиката. Ние имаме наши главни емисии на телевизија, освен турските серии и тоа што го добиваме, нели, како доминантно на каналите кај што се заглупуваат луѓето. Извинете, не мислам да навредам никого, но мислам дека постојано гледање на серии е заглупување. Јас не гледам многу серии затоа што се залепува за екранот и пратиш или тоа или пратиш што се случува со политика. Нашиот живот, економски, политички, во секој смисол беше многу несреден и се уште е релативно несреден во земјава. И политиката е главниот центар кој што сите се обидуваме зашто не сме задоволни од живеачката. И сите сакаме да видиме што ќе се случи, ќе биде ли подобро, нема да биде подобро, и таа стана главен театар. И особено во периодот на 10 години, 11 години, додека на власт беше една политичка партија која сега не е веќе на власт, главната функција на театарот и на уметноста е да зборува за општеството, за неговите проблеми и да нуди некакви иднини, соништа и подобри решенија. И тоа не беше возможно. Од тука инволвираноста на дел од актерите во таа политичка кауза, како гледате на неа? Види, јас право политиката и изборот на политика е право на секој поединец. Јас не сакам да се инволвирам во политиката затоа што не сакам никому да служам. Мислам дека политиката има своји агенди, дека во политиката која е секогаш лесно коруптивна може да се застрани. И не сакам да се инволвирам. Моја должност како уметник е да го наблюдувам општеството, тоа што се случува во дадениот момент, без разлика на тоа кој е на власт, и да дадам свој суд, критика, обсервација на тоа што се случува и евентуално да понудам некакви решенија. И во таков еден контекст во нашето општество немаше многу слобода за комуникација по однос на тоа што се случува. И се зборуваше ниту решенија, ниту што не чини. Да речеме, се случи во еден наш филмски режисер, кој што е еден од нашите најпознати и најголеми режисери, направи филм кој што одеше контра власта и зборуваше негативно за одредени страни на судскиот систем, на полицијата, станува имено за филмот Мајки. И веднаш беше прогласен за персона нон грата. И секој што се чепка со власта, па дури и сега, и кој што зборува за одредени феномени кои не се благонаклоно наблюдувани од власта, без разлика на која провиниенција да припаѓа тој режисер, не е секогаш прифатен, ниту пак е финансиран, да кажем, од власта во која што се дава тоа. И исто и во театарот. Да, ако го ставим малку минатото еве настрана, споменавте за сегашниот период, како го наблюдувате и доживувате. Веќе или последниве години сам споменавте дека партиципирате и во театрите, и во филмот повеќе, меѓутоа сте запознаат и сте во тие кругови. Но оно што е важно, дали полека почна да се враќа можеби културата на некаков начин, особено кај младите за посетување на театар, театарската култура, нешто што исто така за волја на вистината беше изгубено. Да, и јас не можам да тврдам дека сум релевантен за таа работа, но ќе ви кажам оно што мислам. Прво, театрите имам чувство дека се полни, на неколку представи отидов полни и распродадени беа сите. Второ, представите кои ги гледам во театрите се на многу повисоко ниво отколку што беа во еден период. Трето, што за мене мислам дека е најважно, темите кои ги обработуваат се многу поинтересни и многу повеќе се однесуваат на нашиот сегашен живот, што е за мене функцијата на театарот, отколку на некакви филозофски, теоретски, патриотски, како сакате крстете ги, теми кои се апсолутно нерелевантни за тоа што се случува, зашто театарот е коректор и мора да биде коректор на власта, на општеството и така натаму. За мене, иначе во античка Грчка зашто оделе и во најголемите периоди на диктатура и на тиранија се зборувало за релевантни прашања, што е тиранијата, диктатурата, дали да се спротивставува на неа, дали да се биде горд, да се опстои, да се брани достоинството и интегритетот. Антигона, зборувам за сериозни текстови драмски, низ историјата, сакате во времето на Шекспир. Ако театарот не го прави тоа, публиката нема зашто да оди. Не оди да гледа филозофија во театарот, а оди да гледа живот, да се види себе си. И ако не зборувате за себе си, и за тоа што вам би се случува во општеството, зашто да одите во театар? Ке гледате телевизија, ке гледате некакви турски серии и така натаму, но ако е нешто што е интересно и кое нуди прашање и кое е издувен вентил, ако ништо друго, театарот може да биде издувен вентил. Сите ве мачи ова, ке одиш у театар, таму го плюкаат ова што се случува. Ке се насмееш, ке ти олесни, ке видиш дека не си единствен и дека може да се зборува. Да, едноставно се излегува од подолг период не беше таква состојбата по моја проценка. Сега мислам дека е тоа по издишано. И публиката се враќа во театарот и мислам дека од професионална гледна точка прво имаме многу талентирани актери, многу убави
млади актери, има луѓе кои низ годините изградија нивниот талент, успеа да се формира во нешто што е високо ниво на професионализам и кој ќе отидете можете да видите релевантна и сериозна представа. Може би тоа јас не пратам што се случува на светско ниво, технолошки, во друг смисол не е врвот, но можете да одите и да ви е убаво во театарот кој ќе седите не само да се забавувате, него и да ви е забавно и да видите мисла и да И добра глума. И да ве допре на некаков начин кој што ќе ве врати во театарот. Кога Петровски вели дека не достига петиот елемент, катарзата всушност можеби Тоа е катарзата. Огледалото на баш на тие 10 години наназад. Апсолутно. Активистички гледано. Така е. Ама освен тоа што рековте дека овде во тие изминати 10 години фалела таа катарза, ако направите споредба како реагира публиката на запад, како ја доживува таа катарза, има некаква разлика помеѓу публиката овде и публиката таму или? Има и нема. Публиката секогаш оди да се види себе си во театар, не оди да гледа нешто друго, односно да види живот. Значи театарот, јас мојот починат партнер кој што беше неверојатен драмски писател, соработник главен и мој најдобар другар во Америка и така натаму, он беше теоретичар на уметност. И тој велеше театарот е арена кај што бесмртни битија, тој сметаше дека сме бесмртни битија, не сме само тела, се собираат да ги гледаат игрите на смртниците. И во тоа е катарзата. И ти кога одиш да се гледаш, да видиш што се случува во животот, очекуваш да разбереш нешто. Очекуваш да се разбудат некакви емоции, зашто ти кога ја плаќаш картата, единствено што носиш во театарот е своите емоции. И ако тие емоции кои ги буди актерот од таа страна ги разразнуваат твоите емоции, тоа е возбудата што можеш да доживееш. Што друго ќе возбудиш? Па се разбира. И да се испразниш од некаква тага, од некаква ти изневерила жената, гледаш некој друг дека го изневерила жената, гледаш колку тој страда, па некакво решение дека можда е паметно тоа што го прави главниот лик, можда така можам да се ослободам. Ти што друго ќе правиш у театар? Ништо друго поттикнува да размислуваш. Тоа е тоа. И тоа недостасуваше, меѓутоа мислам дека значи не е само во темите кои ги обработува, темите произлегуваат од еден друг аспект кој што во нашето општество јас се надевам дека во еден момент ќе се ослободиме, зашто не мислам дека се потполно ослободни, а тоа е дека менаџментот во театарот во бивша Југославија, значи јас памтам еден друг период. Да. Начело на театарските институции беа страсни љубители на театарот, кои се бореа да покажат дека нивниот театар има највисок квалитет на ниво на Југославија и се обидуваа да прават проекти што се иновативни, кои не беа оптеретени од политички. Во рамките на тоа што беше дозволено, правеа театарски представи кои ги критикуваа и кои беа возбудливи, и кои беа модерни. Сега се чини дека како ќе се смени една гарнитура, поставуваат своји менаџери, кои не се таму затоа што се најкадарни како менаџери, туку затоа што се, да кажам, најблиски до одредени фигури во власта кои одредуваат кој ќе биде на таа позиција. И така не можеш да градиш театар. Мора да е некој што многу го сака театарот, кој што има своји ставови со кои можеш да се согласуваш или не се согласуваш, но кој што има искрена желба да го дигне на едно ниво кое што е многу повисоко од тоа што се случува на телевизијата или во емисиите кои што ги гледаме, зашто театарот мора да води напред. Постои кај вас некој оправдан оптимизам во овој однос дека можеби работите и во овој дел со ставањето, односно давањето шанса на луѓе да се главни во однос на менаџментот и сето тоа како треба да изгледа одреден репертуар и раководството, што неспорно како што рековте е многу важно во однос на театрите. Сметате дека постои простор за оптимизам дека може да се извлечеме од тоа влијанието блиску до никого, него едноставно да се постави човек што рековте страстно ќе го сака театарот и ќе работи во негова корист. Сметам затоа што имав при една средба во владата, бевме апропо филмот на Теона Митевска и Исцелител и Ханилен, бевме во владата, не повика, во кај премиерот. Што е секогаш убав знак дека власта се интересира и сака да даде некакво признание на уметниците. И во тие млади луѓе кои беа на тој состанок, од кои беа режисери, продуценти и така натаму, видов луѓе кои имаат многу висок ниво на интегритет. И кои беа многу децидни во тоа дека нивна задача не е да задоволуваат власта, туку да зборуваат за проблемите и дека треба да им се дозволи да зборуваат за тие проблеми и дека се спремни да зборуваат за тие проблеми без разлика на последиците. Тоа е едната причина заради која сум, како да кажам, оптимистичен во тој смисол, и втората причина е
тоа што го гледам на театарските сцени, гледам дека има режисери кои поставуваат текстови и глумци и на начини на кои што се спремни да разговарат на малку похрабар начин и тоа го прават со повисоко ниво на професионализам. Значи, мојот оптимизам произлегува тоа што го гледам. Без разлика кој е менаџер. И дека излегуваме од една фаза, бар тоа е мој впечаток, значи не тврдам дека е така, излегуваме од една фаза на залуканост во која се бавиме со минатото и се обидуваме да исправаме криви дини од минатото и да докажуваме кои сме. Јас лично верувам дека како питие, човек самоувереноста нема потреба да ја потврдува со градење на минути. Ако знам дека сум, јас сум. И ми е гајле ти како ме викаш и кој мислиш дека сум, и ја немам потреба да докажувам кои се моите врски и корени. Јас градам сега, иднина за иднина, и со тоа што сега го правам докажувам дека постојам. И мислам дека тоа се случува сега, затоа сум многу пооптимистичен од Југослав, се надевам нема да ми се налути, и да се налути, јас имам право да имам свое мислење. Верувам дека сме во една фаза во која сме во нагорна линија, верувам дека само ослободувањето од тие оптоварувања, од тоа дека мораме да докажуваме, се потврдува не само на нивото на уметноста како што го гледаме сега, се разбира дека ова е резултат не само на нагла промена. Значи се инвестирало долго време. Полека ќе почне да испливува тој квалитет, која ќе го дигнете капакот, тој испливува. Погледнете на ниво на спорт, на култура. Значи има освежување. Има некаква ренесанса се случува. Голема или мала, дали политиката сегашна и оние луѓе кои сега се бават со тоа ќе бидат доволно паметни да го остават тоа така и да остават простор, е веќе друго прашање. Да. Но мислам дека ќе оди по таа линија ако не го чепка. Морам исто така да ве прашам во однос на вашите искуства, еве и сега во овој период и претходно во минатото кај нас, и се оно што го доживеавте, искусивте секако како начин на живот во Соединетите Американски држави, секако и во однос на професионалното ниво, меѓутоа и ете како начин на живот. И ке не ви одговорив до крај, ме подсетивте, значи публиката се разликува само во смисла на темите. Во Америка, која што е, да кажам, каде што проблемите со кои ги оптоваруваат луѓето се поинакви од оние што не оптоваруваат. Нас има друга економија. Тие не мислат на тоа дал ќе имаат, нема да имаат, дал е платата 400 евра, 300 евра, дал ќе се не мислат можеби како да го види и парното, дал 600 денари ќе плаќаат. Не се оптоварени, не се такви ситни нивните проблеми, да не кажам базични. Не се толку основни, врзани за основното преживување. Кај нив проблемите се дали ќе има родова еднаквост, дали има една нешто што се нарекува политичка исправност, кај нив политикли корект. Не се зборува за ова, не се зборува за она, мора да биде урамнотежено. Јас мислам дека нивните проблеми за мене се поефемерни. Јас мислам дека нашите проблеми се многу порелевантни кога станува животот за животот збор, зашто ние зборуваме за теми од кои животот се состои на вистина. Кај нас. Но она што во Америка и мислам дека нам ни е нужно да го промениме ако сакаме да се качиме на поинакво ниво, не само во уметноста, туку и во се друго, е нивото на професионализам. Се уште не сме на ниво на професионализам кој е неопходно за да постигнувате високи резултати кои што ги гледаме Барселона кога игра Меси, кога игра, значи до крве. Невозможно е било што е вредно цивилизацијски да постигнете, не зборувам за нивото на Македонија. Значи цивилизацијски помаци, зборувам за Да Винчи, зборувам за Микеланџело, зборувам за големите достигнувања, најголемите достигнувања Илон Маск во било која сфера на општественото живење и култура, и под култура не подразбирам само уметност. За да постигнеш такви врвни остварувања, неопходно е крв, солзи и зној. Не може без тоа. Ние сме уште малку лежерни во се што работиме. Сакаме да можеме барем 2-3 сата кафе да пиеме, со пријателите да излеземе, некогаш тоа бара жртва. Без таква жртва невозможни се такви достигнувања и тоа е она што следно ќе мораме да го научиме. Имаше на вашата телевизија пред 2 дена, само во тој смисол емисија, прекрасна со господинот кој што е директор, претпоставувам на аеродромот во Стенковец или така нешто, он таму разговара за тие Боинзи 737 кои што се срушија, ме фасцинираше тој, вели невозможно е во Македонија да имате таква производствена единица како што она е на Боинг, зашто нивото на свест и на совесност на луѓето кои што работат тоа е друга планета. И тоа е невозможно. Значи, за да имаш таква безбедност во сообраќајот, за да имаш такво ниво на уметност, за да имаш таква кошарка како што е НБА лигата, тоа е друго. Тоа е друго. И тоа бара многу зној, крв и солзи. Да. Така.
Ние овде привршуваме. Да, господине Овде мораме Дамевски, да привршуваме. ќе ви се заблагодариме, но вистина ни беше задоволство, иако кратко, меѓутоа главните пораки да ги испратиме еве и од вас, да се слушне за по повод светскиот ден на театарот и да се надеваме дека ќе го оправдаат сите овој ваш оптимизам во однос на посетувањето на театарот. Фала ви што ме поканивте, Так. ова е моја прва посета, јас ве гледам редовно, и мајка ми, Баш ми е и драго. семејството, еден од каналите на кои најмногу се задржуваме, имате интересни содржини и ми е мило дека прв пат еве гостувам кај вас. Ви благодариме. И Да, нам ни беше мило. драго, така. Исто така. А ние почитувани овде правиме со Јана кратка пауза, се враќаме околу 15:20 часот, следуваат вестите и колегата Александар Петрески.